Во рамки на кампањата "Ова е Македонија за сите", денеска председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски беше во посета на Кочани, каде направи увид на реконструкцијата на улицата Браќа Ставреви во централното градско подрачје, како и на други проекти кои што успешно ги реализира општина Кочани на чело со градоначалникот Лјупчо Папазов. Тој истакна дека Кочани добива нов лик, а тоа се должи на напорната работа на локалната власт. И покрај предизвиците со кои што се соочуваат градоначалниците и покрај притисоците и кочењата од страна на централната влада, јас се користам ова прилика на Лјупчо да му честитам овде во Кочани, на советниците да им честитам на сето она кое што го прават. Не помала е пожртвуваноста и на пратеникот на Миле во рамките на парламентот да обезбеди дополнителни средства за проект повеќе овдека во Кочани, но за жал имаме влада таква каква што имаме, која што ги кажнува граѓаните во оние општини каде што имаме градоначалници кои што доаѓаат од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата. Што не би требало да биде така, но за жал кај нас состојбата е таква. Јас се надевам, тоест убеден сум дека овој бран ќе продолжи на инвестиции, ова офанзива ќе продолжи во периодот додека трае градежната сезона и дека ќе можат жителите на Кочани да направат разлика, дека не се сите исти, дека навистина додека овие од централната влада континуирано се поврзани со било какви сомнежи за криминали и крадење, овдека во Кочани, во општините каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН и од коалицијата, зборуваме само за нови проекти и за градење. Градоначалникот Лјупчо Папазов во оваа прилика ги истакна проектите кои што се во завршна фаза и кои доправа ќе се реализираат во Кочани. Денес сме на локација на улицата Браќа Ставреви да го одбележиме почетокот и извршувањето на работите околу реконструкцијата на оваа улица. Во тек се работите на замена на рамниците, поставување на тротоарската површина и во последната фаза ќе следи гребење и обновување на коловозната лента. Во исто време, денес сакаме да го обележиме и завршувањето на еден проект со кој се решава деценијски проблем на населеното место Тракање, завршувањето на канализационијата мрежа терцијална и изградба на колектор од околу 3 км, со што ова населено место се поврзува со пречистителната станица во Мојанци. Таму ни останува да направиме дополнителни напори, целото село да го покриеме со канализациона мрежа и комплетно да биде решен проблемот со канализација на ова населено место. Во исто време, сакам да го најавам реализацијата на уште два проекти. Тоа е реконструкцијата на споменикот на Слободата, за која ќе следи брзо тендерска постапка и избор на изведувач на работите, изградба на канализациона мрежа во Оризари во вредност од проектна вредност околу 7 милиони денари, со што исто така во Оризари ги заокружуваме и решаваме комплетно проблемите во делот на канализациониот систем. Во следниот период ќе следи реализација на проект за реконструкција на улиците Борис Трајковски и Гоце Делчев со средства од Светска банка во висина од околу 500.000 евра и сметам дека покрај оваа улица и тие две кои представуваат главни сообраќајни артерии на градот Кочани, ќе имаме една нова ситуација и можност за безбедно и брзо одвивање на сообраќајот на територијата на град Кочани. Тој додаде дека е добиен и грант од страна на Словеничкиот центар за меѓународна соработка во висина од околу 223.000 евра, со тоа што општина Кочани уште толку ќе инвестира сопствени средства за решавање на проблемот со потрошувачката на електрична енергија во комуналното јавно претпријатие Водовод. Последната работа која сакам да ја споделам со вас и со граѓаните на општина Кочани е добиениот грант од страна на Словеничкиот центар за меѓународна соработка во висина околу 223.000 евра, со тоа што општина Кочани уште толку ќе инвестира собствени средства за решавање на проблемот со потрошувачката на електрична енергија во комуналното јавно претпријатие. Значи ќе се гради фотоволтаична електроцентрала на кровот од постројката каде ще складира компостот во пречистителната станица за отпадни води. Сметам со една таква инвестиција дека ќе ја подобриме состојбата и во комуналното претпријатие и за општина Кочани.